Верам, мене ми е искрено голема чест што денеска си гостинка во Ексклузив. Од те не видено одамна и фантастично изгледаш као да имаш 20 години. Фала ти многу, фантастично изгледаш ти секојаш, ти го препознавам белегот, печатот, поготово со она што го работите сега и честитам за првиот роден ден на Ексклузив и ве гледам затоа што тој период Се допаѓаме? Апсолутно. Васи модното обележје на А1, на Еден, на ТВ и на македонскиот етер, медиумски, телевизиски, со она што значи модно одбележување на една метропола од аголот на мојот драг пријател Сергеј, почитувам максимално. Тоа можам да го фатам затоа што менјамо ноќ за дан. Тој период можам да ги фатам репризите, тогаш битисуjem, меѓутоа пратам. Ако не ќе се повикаш на YouTube и ќе се видиш се. 30 години си на македонската сцена, ти си дефинитивно заштитно лице на Макфест. 14 и плюс диџеј кој ги собереш, нели, анимираш луѓе до 30 години, така? Порачунај од 84 година, кога почнав со видеометроном, декември точно знам, дури знам и кои спотови одеа, кои беа битните имиња и на светската и на македонската сцена од 84 година, Југословенска радио и телевизија, уште многу проекти што одеа тогаш, дека си постоеше убавата Југославија со сите звучни имиња. Колку години доаѓаат, значи? Математика проста. 35. Што имав, да, имав 20 години кога почнав да работам. 35 Дали си изменило од тогаш нешто во Скопје, во твојот живот, во ноќниот живот, во луѓето? Јас сум forever young, како што е ивентот, да, затоа изгледаме така, затоа и мора да се одржи, затоа што мојата девиза е станеш губиш. Луѓе кои што генерално се занимаваат со музика, луѓе кои што генерално се одговорни за ентертејнмент, за креирање на еден убав ноќен живот, погледнат од сите можни аспекти, се такви. Јас секогаш кажам дека музиката е двигателот и музиката не прави вечно млади. Без разлика што гравитацијата си го прави своето, годините си го прават своето, меѓутоа времето си ги мери своите моменти, ние си ги мериме своите, духот е тој нема возраст, нема цена. Чувството е специјално кога знаеш дека низ цела Македонија на едно парче држава со 2 милиони луѓе си обезбедил некому убава вибрација, знаеш дека луѓето на тие 4 сати додека трае еден ивент, еден сет, си го купиле целото богатство на овој свет, заборавиле на сите проблеми. Многу ме радува што луѓето на свадби ставаат акцент на еден убав рок-н-рол, па некој ќе каже, па таму има постари луѓе, меѓутоа и постарите луѓе знаат да се журкаат на Джеймс Браун, знаат да се журкаат на Елвис Присли, секогаш го бараат ю-рок моментот, затоа и сум задолжена ја за еве се издадов, што е како ема убава пикантерија, пошто ексклузивно е ова. Значи да се водам по она што вие нешто го работиме ние. идеја на ти фали ли Макфест? Па не можам да кажам дека не ми фали. Затоа што Си лице на Макфест, е дефинитивно така ќе остане. Па така ќе остане затоа што секогаш кажам мене сега да ме викнат да ободам фестивалот, не ми треба никаква подготовка, затоа што целокупната архива ми е комплет во глава и тоа се кликови, адути од ракав кои што можам да ги извлечам и иако секогаш сум спремна. Сите ме знаат дека сум комплицирана, од типот барам комплетна подготовка, дали е тоа фестивал, дали одиме во етер, дали е тоа снимана емисија, мораш да бидеш спремен. Која е прва песна ќе чуеш? Размислував затоа што, како што кажав, задолжена сум за ю-рок сегментот, меѓутоа му кажав и на Цајо, нека знаат луѓето, оставете ме, ја не можам без работи кои што го значиле и ZZ Top, и генерално што го означуваат мојот сет. Знаем дека е ZZ Top. Мислам дека и Цена го спомна тоа, да. Она што поминала таму, јас например не можам мој сет без Продиджи, без разлика на тоа што ќе одат и Party Breakers и Архангел и ЕКВ, сите оние бендови со кои што јас сум правила интервјуа на времето. Меѓутоа сакам да почнам со ви прекрасни људи, само могу целу ноќ бити будан и сањати на ногама. Драги мои, гледавте и слушавте филм на Ексклузив. Ве сака Генерал Јанковиќ, Вера Јанковиќ. Поздрав до сите.